Министерот за надворешни работи контра премиерот. Заев минатата недела тврдеше дека земјава во октомври сигурно ќе добие датум за старт на преговорите со Европската Унија. Оти како што рече, одложувањето на одлуката на самитот во јуни било само техничко. Димитров пак денеска со друга реторика. Ако Европскиот совет во октомври уште еднаш кажел не, првиот дипломат не ќе имал лице да ги убедува граѓаните за европските перспективи на земјата. I think if we have to have an 11th recommendation of the Commission next year, I won't be able to talk to my people, to the citizens, with a straight, serious face and talk about the European Union perspective. I am sorry to say so, but if we don't start accession talks this year, this means for me that there is no European perspective. Амбасадорите од Вишеградската група пак на владата и порачаа оти законите не се носат за да стојат на хартија. Ако Македонија сака да продолжи по патот кон Европа, реформите мора да се имплементираат, велат дипломатите од Чешка и Словачка. Најважно за нив е владењето на правото, за кое изразија јасна забелешка. Не е доволно ако законите се на хартија. Друга фаза е имплементацијата на законите и владењето на правото. И не само владење на правото, почитување на луѓето и слободата на граѓаните. Едно поглавје е затворено. Законите се донесени, но имплементацијата на реформите мора да продолжи. Не бидете разочарани, бидејќи ниту една земја членка на Унијата во Советот на Европа не беше против отворање на преговорите. Одложувањето беше повеќе од технички причини. Се уште има доста работа пред вас, но постои надеж дека во октомври ќе има јасна одлука за вашата земја. Инаку Европската Унија во моментов се соочува со внатрешна реконструкција и има други приоритети пред проширувањето. Новата констелација на Европскиот парламент во кој треба да седнат пратеници на екстремно десничарските партии остава доза на сомнеш како тие би гласале на Советот во октомври. Од друга страна, се поизвестно е дека на предвремените парламентарни избори во Грција кои се закажани за 7 јули, ќе победи партијата на Киријакос Мицотакис, политичарот кој јасно порача дека ќе ги искористи сите механизми за да ја блокира земјава на патот кон Европа.